Ограничени цени, замрзнати маржи, над 1000 производија денеска до крајот на април треба да се продаваат поевтино. Производите во маркетите треба да бидат означени со налепница помалку трошоци и повеќе за тебе. Алфа направи обиколка во 3 маркети. Во 2 од нив немаше назнаки за поевтини производи, додека во едниот цените беа уредно сменети со потребната налепница. Граѓаните за сега не гледаат промени во цените и вината за тоа ја лоцираат кај трговците. Јас бев во еден маркет, сега влегов во вториот маркет, меѓутоа од она што беше до вчера, најтазе, не е ништо мрднато. Чинам дека ништо не е направено во однос на промената на цените. Све е исто, цените се исти. Све е поисто како вчера. Дури ги нема производите што ги сакаме. Ве, например, сакав да купам томи мајонез, нема, стајле некој ефтин. И намалена цена. Да ти кажам право, ништо не видов. Јас си земам најефтино што ми е секогаш и сега. Не забележавте никак? Како да не? Се надевам дека владините мерки ќе дадат позитива и дека на вистина владата се грижи за народот. Дел од маркетите побараа да бидат опфатани помалку производи, и им требало време да ги сменат цените, и тоа било напорно. Иако праксата покажува дека кога истекуваат мерките, не им треба многу време и за еден ден на сите рафтови има нови етикети со повисоки цени. Од државниот пазарен инспекторат велат дека инспекторите се на терен. 20 тимови ќе контролираат во Скопје, а 30 во останатите градови низ земјава. Од денес инспекторите на ДПИ се на терен. Вкупно 50 тимови следните денови ќе утврдуваат фактичката состојба во маркетите, дали се почитуваат мерките на владата за пониска маржа на повеќе од 1000 артикли. Доколку се утврдат неправилности во работата на маркетите, казните се до 10.000 евра. Со ограничена бруто профитна маржа од 5%. Ке се продаваат млекото, лебот, брашното, маслото за јадење, јогуртот и киселото млеко, месото и преработките од месо, шеќерот, млечните производи, маргаринот, путерот, конзервираниот зеленчук и овошје, гравот, оризот и тестенините ки имаат ограничена маржа од 10%. На 15% се ограничува на средствата за хигиена, свежото овошје и зеленчук, детергентите, бебешката храна, пелените. Како највисока цена што треба да се земе за ограничувањата е онаа што важела на 1 февруари годинава.